Повикуваме заменик министерот за култура Драган Неделјковиќ веднаш да ја поништи годишната програма за култура донесена и подпишана од министерката во заминување. Го потсетуваме заменик министерот дека министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска во моментот врши две функции, пратеничка и министерска, и воедно е осомничена за својата работа од СЈО. Има и нешто уште поскандалозно. По нашите охрабрувачки повици да не се молчи за незаконското правење на годишната програма, ги добивме овие сознанија. Комисиите, преку кои што одело одлучувањето за средствата во годишната програма, имале политички притисоци, имало странични мешања во нивната работа. Конечните листи, според нашите информации, им биле одземени на комисиите и биле довршени во кабинетот на министерката во заминување. Не може заменик министерот за култура да не е запознаен со овие дејства на министерката во заминување. Потенцираме дека е недозволиво парите во годишната програма да се делат тајно и нејасно, како за оние што се одбиени, така и за оние што добиле средства. Едните не знаат зошто не добиле, а другите не знаат колку добиле и дали тоа е доволно за нивните активности. Потсетуваме дека веќе еднаш имаше поништување на резултатите на Комисијата за издавачка дејност во 2007 година. Тоа е нешто што е позната практика. Со оглед на околностите под кои што е носена и донесена програмата, очекуваме поништување на годишната програма за култура во целост, да се формираат нови комисии и да се направи преоценување на проектите на транспарентен и законит начин.